Кој што да каже, си врши самоубиство. Ние сакаме да видиме на дело, а тоа дело, нивните дела, треба време за да ги видиме. Револтирани и незадоволни граѓани на Кочани повторно реагираат за депонирањето на сметот на соседните општини во нивната. И покрај забраната и одлуката донесена на Советот на општината во изминатиот период тие да не депонираат, сепак граѓаните велат дека тоа не се почитува на дело. Со масовен протест денес тие излегува, за да ги бараат одговорите на нивните прашања и да создадат некакви промени. Со силен став и порака стоат тие. И истата гласи од кога ќе ја видат изградбата на депонијата во село Мечкуевци, тогаш тие ќе ги дигнат рампите на нивната депонија. Велат дека предвидената депонија е само теорија, па децидни се дека не очекуваат изградба на истата. Тука сме од една единствена причина, да го искажеме нашето незадоволство од извршената саботажа на одлуката донесена на град Кочани од страна на советниците, од страна направена од соседните општини, кои и покрај забраната почнаа да го депонираат нивниот смет на градската депонија во Кочани. Таа одлука е побиена од нашите надлежни органи, начело со градоначалникот, со кој сакавме на минатата седница што ја прекинаа, да добиеме и лично одговор, но ете, за тоа се, бидејќи и тогаш ја го избегна прашањето и соочувањето со граѓаните, еве сега тука сите ќе се сконцентрираме во поголем број и во 3 часот ќе отидеме пред цела јавност да ни го даде одговорот со која храброст и со кои ингеренции успеа да го погази зборот на граѓаните. Се работи за основна човекова потреба, здравјето на соседното здравје и здравјето на своите најблиски. Овде има присутни од сите фели, дури од лекарската фела, значи представници, значи овој проблем го засага секој нормален човек во овој град. Никој не може да ни каже дека ние ќе имаме некоја регулирана депонија бидејќи и една лопата не е ударена горе. Сите рокови се пробиени. Сите ветувања се лажни. Сега се играат на карта дека има политика. Нема политика, луѓе. Тука се стварно работи за здравјето на луѓето. Говорат фактите и информациите што сите може да ги проследите. За огромниот број пораст на заболени од сите видови на белодробни заболувања. По самиот протест, граѓаните истакнаа дека следат тужби и консултации со правните служби, макар и по пат до европските судови, со цел тие имаат чист воздух и здрава средина. Пуштивме и соопштение, еве и вака гласно ќе кажеме, значи после овој протест ќе уследат и тужби, консултации со правните служби, со адвокатски служби и ќе си го бараме нашето право и по институционален пат, па имаме и сила, и волја, и енергија и до европските судови ќе си го бараме правото за град. Нашиот став цврст е кога ќе го видиме почнувањето на изградба на истата фабрика, во истиот момент рампите кон нашата депонија за соседните општини ќе бидат дигнати. Инаку предвидената фабрика во село Мечкуевци треба да е готова за 2 години, а истата треба да чини 40 милиони евра, од кои 85% се од фондовите на Европската Унија, а останатите пари ќе ги обезбедува државата.